Доброволното противпожарно друштво од Кочани обезбеди нова финансиска донација, со што ќе продолжи реализацијата на планираните активности за доопремување. Председателот на друштвото, Златко Илиев, веќе го потпиша договорот со видеолотарија Касинос Австрија, која на нашите пожарникари волонтери им додели парична помош, што ќе можат да ја искористат за набавка на теренско пикап возило. Од Доброволното противпожарно друштво се заблагодарија за поддршката, при што нагласија дека видеолотарија Касинос Австрија брзо одговорила на барањето за донација. Првата донација за ова година на наше огромно задоволство пристигна од Казино Австрија. Тие на наше барање ги исконтактиравме за донација на финансиска помош, спонзорство од нивна страна за набавка на едно теренско возило пикап кое не остана како недовршена работа од минатата година. Истото такво возило ќе биде соодветно надоградено и приспособено за гасење и превенција од пожари. Илиев додаде дека донацијата од видеолотарија Касинос Австрија ќе биде само делумна помош за набавка на планираното возило. Поради тоа упати апел за дополнителни донации за да се набави и доопреми ова возило. Да, оваа донација е од големо значење, но не ја комплетира нашата крајна цел, затоа ќе искористам приликата да апелирам до сите оние кои можат, фирми или поединци, да се обратат на нашата страна и во рамки на своите можности да помогнат да ја оствариме нашата цел. Доброволното противпожарно друштво од Кочани нешто повеќе од една година по формирањето доби собствен објект што целосно го обнови, а обезбеди и противпожарно возило со опрема за интервенции и можност да превезува 6 лица. Во изминатиот едногодишен период обезбедена беше и заштитна облека, шлемови, обувки и опрема, како и други средства за интервенции. Со тоа пожарникарите волонтери се подготвени да одговорат и на поставените задачи. И покрај законски преземените активности за заловување и третман на бездомните кучиња во општина Виница, проблемот со животните и понатаму е актуелен, а граѓаните секојдневно се соочуваат со опасности од напади. Јавната набавка за ангажирање фирма која ќе ги дава шинтерските услуги за оваа година е веќе истечен, а од локалната самоуправа најавуваат дека наскоро ќе биде објавен нов јавен повик. При тоа ќе се зголеми и сумата што ќе се потроши за оваа намена. На последната седница на Советот на општината имаше забелешка дека бездомните кучиња ги има во се поголем број. При тоа беше побарано да се преземат соодветни мерки. Има на општина Виница многу кучиња, лутници, гледаме што се дешава на телевизија, напаѓаат луѓе, истото и тука ќе се десе. Има многу необележени. Колку временски период тоа ги земат, ги носат, ги враќат? Каква е ситуација? Од Исавајле децата ги носел на школу Славчо Таменски, 8 кучиња не може да се разминеме. Предвидено е да се распише јавна набавки за заловување на кучињата скитници. За разлика од лани, сега сумата е поголема, предвидена сума, тоа што беше планирано во буџетот. Мислам дека тоа во текот на февруари ќе биде распишено, пошто факт е дека ги има доста. Минатата година општина Виница склучи договор со ветеринарниот центар Тодор Велков од Куманово во вкупна вредност од над 210.000 денари. Според ценовникот на давателот на шинтерските услуги од претходните години, вообичаено трошоците за заловување и третман просечно изнесуваат по околу 10.000 денари од куче. Со зголемувањето на сумата за оваа година, општина Виница планира да го зголеми опфатот на бездомните кучиња, што е и нејзина законска обврска. Во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци се одржа предавање за учениците и вработените во рамки на кампањата за подигање на свеста за намалување на ризиците и опасностите од земјотреси. Активноста се реализираше во соработка со секторот за превенција, планирање и развој на Дирекцијата за заштита и спасување од Скопје. Се работи за кампања што почна пред неколку години, а со која на граѓаните, посебно најмладите, им се укажува на последиците од поплави, земјотреси и други катастрофи предизвикани од природата. Предавањето се одржа за учениците од сите одделенија, а предавачи беа стручни лица од дирекцијата.
Денес сме овде во општина Зрновци по повод нашата кампања која што ја спроведуваме во месец февруари како месец на превенција на заканите од земјотреси. Го опфаќаме и вашиот регион, го опфаќаме и Зрновци. Сакаме да ги едуцираме што е можно повеќе младите за важноста за важноста на превенцијата од заканите од земјотреси, да им дадеме одредени насоки, препораки како да бидат најзаштитени и безбедни во случај на земјотрес. Преку теоретски и практични примери на учениците им беше укажано за причините поради кои настануваат земјотреси, како и кои се најзагрозените региони во државата каде што најчесто се случуваат потресите. Исто така стана збори за начините за дејствување и избегнување ризик од повреди и други последици при земјотрес. Управата за јавни приходи упати писмен допис до јавноста со која ги известува жителите на помалите општини во источниот регион, во чии населени места нема соодветни даночни шалтери, дека ќе им овозможи да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без да доаѓаат во низините регионални канцеларии. Се работи за реализација на активноста мобилен даночен шалтер, која овозможува поголема достапност до даночните обврзници, а ќе се реализира во текот на овој месец. Едно од трите специјално опремени комбиња во текот на февруари ќе престојува во источниот регион. За среда, 22 февруари, е најавена посета на општина Чешиново Облешево. Возилото ќе биде стационирано пред општинската зграда во Облешево во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните, како и фирмите од општината, без да го напуштат местото на живење, ќе може да ги добијат даночните услуги и информации, како и да достават даночни пријави, барања и слично, но и да подигнат документи што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилниот даночен шалтер, посетите на помалите населени места ќе продолжи и во текот на оваа година. Целта на вработените во Управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат помалите рурални општини, каде што нема постојани даночни канцеларии. Исто така можно е да се реализира и посета на локации, што дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население и бизнисите. Фудбалските клубови од Кочани и Виница ги продолжуваат подготовките пред почетокот на пролетната сезона во третата, односно втората лига. При тоа, освен редовните кондицијски и тактички тренинзи, реализираат и пријателски надпревари со други екипи. В сабота на стадионот Никола Мантов, кочанскиот третолигаш Осогово, ќе го има првиот контролен надпревар во подготвителниот период што почна минатата недела. Жолто-сините ќе го дочекаат комбинираниот и подмладен тим на прволигашот Работничкиот Скопје. Средбата е добра можност за двете екипи да направат проверка на кондицијската подготвеност, но и да им дадат можност на повеќе фудбалери за настап. Шефот на стручниот штаб на Осогово Аксентиев најави дека договорени се уште 3 контролни надпревари со второлигашите Детонит и Каменица Саса, како и со младинскиот состав на фудбалскиот клуб Академија Пандев. Средбата против Работнички в сабота во Кочани ќе се игра од 13 часот. Контролен надпревар овој викенд ќе има и екипата на Слога, која на стадионот во Виница ќе биде домакин на Академија Пандев од Струмица. Виничкиот второлигаш има амбиции да избори опстанок во лигата, поради што подготовките ги почна нешто порано, а веќе одигра и 2 пријателски средби. Дополнително ангажираше и неколку нови фудбалери, кои треба да помогнат во реализирањето на целта за опстанок. Средбата против струмичкиот прволигаш Слога во Виница ќе одигра в сабота од 13 часот.